се каже неколку збора за едно вакво законско решение како законот за градење, кој што нашата пратеничка група, јас и неколкумина колеги го поднесуваме во скратена постапка. Ова е еден од законите кој што секогаш има интерес во јавноста, како што можете и да забележите дека во изминатиот период опозицијата гради тема на тоа зошто сме поднесувале закони во скратена постапка. Истото тоа денеска во текот на денот ќе се отвори прашањето за законот за јавни набавки и така натака, така да должам во моето излагање да дадам одговори кои што ќе бидат базирани на два постулати. Првиот зошто по скратена постапка, а второ што е суштината со законот за градење. Со право јавноста перцепира кога ќе слушне некои вакви закони негативно, бидејќи во изминатиот период, секогаш кога се менуваа ваквите закони, беа со една единствена причина, а тоа е некаков коруптивен скандал кој што не го монополизираше само еден дел од владеачка номенклатура, туку сите влади претходно имаат направени одредени нарушувања во едни вакви законски текстови. Е сега што е суштината? Многу често и со право, можеби и новинарите, ни поставуваат прашање за скратените постапки и јас сакам тука веднаш да кажам, при тоа со села подготвеност да некој излезе и го оспори тоа што ќе го кажам јас, а тоа е дека законите во скратените постапки се носат заради усогласување со ЗОРОД, односно реорганизацијата на институциите, а втората работа бидејќи ако направиме една суштинска анализа на сите закони кои што се донесени во скратена постапка и за тоа колку проблеми тие закони имаат надминато, ќе видиме дека законите и нивните измени се носат за откочување на одредени големи проекти. Такви закони за откочување на големите проекти, кои што досега биле присутни, кои што досега биле актуелни, на кои што оваа држава трошела средства, на кои што сме плаќале пенали, за кои што сме имале заглавени кредити на одредени банкарски сметки, за кои што мораме да плаќаме и одредени камати за истите неповлечени средства, нешто што е нотирано и во ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија и токму овој закон за градење. Во овие 6 месеци, ова е, би кажал, повеќе од 2 пати да го менуваме овој закон. На првата измена, исто така по скратена постапка, имавме критики од опозицијата и успеавме со тој закон да откочиме еден голем инвестициски циклус во кој што несовесни градоначалници, кои што не си ја знаат својата работа, кочеа одредени општини за да реализираат проекти. Со оваа измена на овој закон кој што веќе еднаш го променивме, сакавме да дадеме можност за имплементација и за изградба на одредени ресурси за производство, а за алтернативно производство на електрична енергија. И сега практично сакавме да дојдеме до ситуација каде што овој процес ќе го скратиме, ќе направиме да се одлучува едноинституционално, како држава која што е, како институција која што е дел од владата, тоа е Министерството за транспорт, но заради тоа да не ставиме некои постапки кои што потоа ќе бидат закочени, одлучивме оние постапки кои што досега биле во некојаква корелација со општините, кои што извадиле одобрение за градба, платиле комунали, да им дадеме можност да не влезат во одредена правна празнина и во одредено некоја сива зона и постапките кои што ги започнале преку или по основ на стариот закон да ги завршат така, додека новите да почнат да се имплементираат по новиот закон за градење. Паралелно на ова, во процедура е поднесен и уште еден закон по скратена постапка со кој што треба да се откочи проектот Бехтел и Енка, бидејќи досега видовме дека од тие делници апсолутно на терен немаше никакво почеток на градба, бидејќи беше заглавена експроприацијата. Суштината во тоа е дека ако вие сте совесна власт и ако вие имате институции кои што треба да ги управувате, проектите кои што се останати треба да извадите максимум од проектите за максимум цена која што вие имате одредено. Што значи дека народните пари не треба да бидат трошени за плаќање на пенали, не треба да бидат застанати на одредени сметки и државата да исплаќа одредени камати или наемнини за тоа што парите стојат на некоја сметка, туку треба да види колку од тие средства може да се имплементираат согласно проектите кои што се актуелни и на терен. Она кое што ние го направивме, очекуваме до крајот на нова година, во најголем дел, ако не и целосно, да ја завршиме експроприацијата. Вреди да се напомене дека ја затекнавме
власта, односно на примопредавањето имавме отприлика 1117 парцели кои што беа експроприирани, сега се над 1500 и влегуваме во еден циклус, каде што конкретно со измена на ваквата законска регулатива ќе можеме во одреден дел од наредната година да градиме 5 автопати одеднаш. Затоа сметам дека ваквото законско решение како законот за градење и другите, доколку имаме јасна визија, доколку сакаме да дебатираме, да аргументираме и да ги сочиме аргументите, еве ги просторите, еве го просторот, еве ги форумите каде што тоа треба да го направиме. Вреди да се напомене, чисто како еден аргумент, дека сите овие закони поминуваат на комисиските расправи без забелешки, без ниту еден амандман и на нас не е јасно дека сите кои што се опозиција сакаат да креираат одредена тема во јавноста, потребни им се теми за да ги проблематизираат законите, на некаков начин да залепат одредено негативно петно, дека некој има некаква задна намера, но она што е па уште подобро од тоа е дека со текот на времето сите тие работи пропаѓаат една по една, бидејќи сите тие аргументи кои што ги соопштува опозицијата успеваат да бидат срушени од тоа кое што е фактичка ситуација на теренот, односно со одредени акти кои што се случуваат и докажуваат дека тоа воопшто не е така. Така да и овој закон, а и оние кои што ќе дојдат денеска на дневен ред, ние сме подготвени да ги браниме. Ние не бегаме од дискусија, не бегаме од дебата. Нашите закони, мотивот за нивната промена доаѓа исклучиво во насока на интензивирање на овие капитални проекти на терен. Немаме ние што да криеме, ниту од некого бегаме. Таквите обвинувања, како што кажав, сме спремни да ги аргументираме токму на собраниските говорници, така да очекувам дека токму за еден ваков закон ќе се обединиме сите, ќе го изгласаме и ќе дозволиме проектите и капиталните инвестиции да се имплементираат во полнек. Благодарам.